Добре дојдовте во Дали сте подготвени за Пелистер, каде што ги истражуваме и грубите убавини и длабоките приказни на Националниот парк Пелистер. Националните паркови се круна на една нација, а нивното зачувување е наш подарок за идните генерации. Овој пат ни се придружи еден навистина извонреден соговорник, Константин Циривири. Како председател на Македонското здружение на професионални водичи во планина и страствен планинар, неговиот уникатен спој на професионализам и љубов кон планините го прави инспиративна фигура во светот на авантурата на отворено. Има професии многу се посекувани зашто имаат бенефициран стаж. Не го разбирам тој концепт. Има професии на кои што треба да му се додаде стаж, а веројатно една од нив е ова да се има шанса да се престојува во природа и тука да се работи работата по која што сте дојдени. Снимањето на подкаст за Are You Ready for Пелистер навистина ми представува огромно задоволство и благодарам на Преда Плюс фондацијата за шансата да бидам дел од овој проект. Денес сме тука, во срцето на Пелистер, би рекла, со човек кој што е познат на македонската јавност и по планинарењето и по една негова експертиза која што е поврзана со ова, да кажам, уживање во природата и како човек кој што го работи туризмот долг низ на години, меѓутоа низ една поинаква призма за која што ќе зборуваме во тек на овој подкаст. Името е доволно звучно. Неговото име е Константин Циривири, човек кој што најде еден совршен спој меѓу туризмологијата како наука и планинарењето од професионален аспект. Тој е професионален водич и истовремено е човек кој што е начело на Асоциацијата на професионални планинарски водичи во Македонија. Добре дојдовте на Пелистер. Добро ве најдов. Ви благодарам на поканата, на можноста да ми дадете шанса да кажам нешто што знам или сакам да кажам за планинскиот туризам и да престојувам во за мене секогаш омилениот Пелистер. Во овие подкасти многу ми е непријатно кога треба да им кажам добре дојде на гостите, зашто тие во оваа средина се чувствуваат како дома. Тоа е како посакување добре дојде дома некој да ви каже. Го имате ли тоа чувство и вие кога сте на планина? На планина кога сум секогаш се чувствувам како дома, меѓутоа секоја планина ја почитувам дека на некој начин им припаѓа на луѓето кои се локалци, кои ја даваат душата на планината и посебно кога станува збор за Пелистер, тоа е одраз на една градска култура која што трае со векови и низ која што се манифестира огромна грижа за планината. Од тоа дека еден од најстарите клубови во земјата е формиран овдека, до тоа како се уредени патеките и високото ниво на планинарска култура, што ние како професионални водичи во процесот на обука го гледаме преку кандидатите за водичи кои доаѓале од Битола, секогаш биле одлични кандидати, одлични ученици и до ден денеска одлични професионалци.
Вие направивте еден одличен спој. Туризмот секогаш асоцира на комерцијализација или на одење на годишен одмор. Таа е македонската дефиниција за туризам, меѓутоа туризмот е нешто сосем друго, особено за луѓето кои што тоа го разбираат од аспект на професија, од аспект на наука, од аспект на иновација и од аспект на голема трансформација, особено последните години откако се случи ковид пандемијата. Меѓутоа и тенденциите кои што ги има оваа гранка на развој. Вие правите спој меѓу туризмот и меѓу љубовта кон планината. Како се случи тоа? Па, се започна со желбата да се биде што повеќе на планина, што помалку да се престојува на места каде што е неопходно да се престојува да се обезбеди екзистенција и полека некако само по себе се јавуваше оваа можност да се заработува нешто работејќи на планина, подоцна нормално се јавуваат идеи, се надградува и знаењето за да се отвори бизнис. Денеска имаме агенција специјализирана за планински туризам и среќен сум што целото моје семејство ужива во тоа што го работиме во овој семеен бизнис, секако кој функционира со помош и на блиски соработници, големи професионалци во својата дејност. Сакам да ве вратам на детството и на првиот линк со планината. Како се роди таа љубов кон авантурата наречена планинарење? Па веројатно зародишот е во раното детство. Мајка ми беше професор по географија. При заспивањето ми читаше некои книги што веројатно и за неа биле интересни. Се сеќавам на книгите од Тибор Секелј, Непал ја отвора својата врата, искачување на Аконкагва, потоа други истрачувачи, првото искачување на Монт Еверест. Веројатно тие моменти оставиле некаков впечаток во мене. Потоа ја имав среќата во зградата во која што живеев, над мене, до мене да бидат познати извидници, многу сериозни активисти во македонската организација. И тие ми беа првите ментори за да одам на планина, веројатно и на првата вистинска инспирација или модел на луѓе кои ме водеа и ми го покажуваа патот како да се оди на планина и од нив научив многу повеќе за педагогијата, како да се обучуваат луѓе, бидејќи во тој период извидништвото беше навистина еден многу важен стожер во етапите на развој за еден човек да стане вистински планинар. Како одлучивте да станете професионален планинарски водич? Се наметна како нешто природно, следствено на оно што го работевте или едноставно почувствувавте дека тоа е повикот кој што може да одговори на вашиот сензибилитет како личност, како карактер? Едно време бев убеден дека сум професионален алпинист. Меѓутоа, професионален алпинист не е само алпинист кој живее за тоа што го работи, туку треба и да живее и од тоа што го работи. Не живеев од тоа, немав никакви приходи, а сите приходи што на било каков начин ќе ги заработев заедно со сопругата одеа за алпинизам. Во 93 година отидов на обука за инструктори алпинистички во Бугарија, тогаш беше Централна планинска школа во Маљовици, се сретнав со човекот кој е моја генерација, меѓутоа го сметам за мој ментор. Ние сме врсници, иста година сме родени. Беше тогаш ангажиран како професионален водич во Централната планинска школа, инаку по професија кинематограф, значи универзитетски кинематограф, меѓутоа одлучил да се занимава со тоа. Денеска е председател на Источно Европската организација на алпинистички професионални водичи, Георги Георгиев, Жоро, черниот познат лик. И тој ме запраша зошто не почнеш професионално да се занимаваш со оваа дејност, да водиш клиенти. Тогаш кај нас беше тоа сосема чудно, неразбирливо, но после неколку години, да речам, мантрање или таа идеја одлежала, решив дека треба да го направам тој чекор и во 99 година повторно ме покани на првата обука за професионални водичи што они во нивната држава ја организираа под покровителство на француското училиште
ЕНСА, Еколе национал ски алпинизам од Шамони, за професионални водичи, така да бев дел од таа генерација на професионални водичи, така некако почна сето тоа. Тоа е еден еволутивен пат, тоа не се случува преку ноќ. Слушав едно ваше интервју, читав едни текстови во кои што давате одредени изјави. Гледам бројки од 700 часови или 700 тури кои што треба да се... 700 наставни часа е обуката за професионален водич во планина по УИМЛА стандардот. Тоа не е едноставно да се заврши. Колку Македонија има професионалци на ова поле и зошто треба да се направи дистинкција дека не секој кој што ја познава планината може да биде водич, за професионален да не зборуваме? Во Македонија ние досега имаме обучено повеќе од 120 водичи согласно ИМЛА стандардот. За жал дел од нив од одредени причини решиле дека не може да се занимаваат со оваа дејност. За жал дел од нив си заминаа од земјава. Разликата помеѓу експертизата во планинарството и професијата водич во планина не е мала. Планинарот експерт или врвниот спортист поседува компетенции да престојува на планина, да постигнува подвизи, главно на спортски. Меѓутоа, водењето на планина подразбира нешто друго. Одредено ниво на експертиза е неопходно и тоа треба да биде многу високо, меѓутоа, тоа е само базата. Над тоа се надоградува способноста за грижа кон луѓето што се доверени како клиенти во комерцијалната тура. И тука мора да се нагласи дека постои огромна разлика во пристапот кога станува збор за комерцијална тура, кога водиме клиенти за кои што сме платени, и волонтерска тура, тоа се оние водичи во рамки на планинарските клубови, кои не се платени за својата дејност. Тоа не значи дека сакаме да дадеме некаква светлина или пресек на нивото на квалификација или знаење, кој што неминовно е различно и самиот број на часови во обуката го илустрира тоа, меѓутоа пристапот кон работата, кон планирањето на турата, грижата и одговорноста е сосема различна. Кога некој платил за одреден туристички пакет, во случајов планински туристички пакет, очекува дека ќе го добие сето она од професионалецот во Македонија, како што го добива од било кој професионалец на било кое друго место во светот. И токму затоа е тој број на часови, кој генерално произлегува од меѓународниот стандард, од стандардот на меѓународната организација, ние го нарекуваме УИМЛА стандард, тој е работен документ на меѓународната организација, и врз основа на тој со одредени адаптации кои се дозволени во рамки на националната организација го дефинираме бројот на часови. Толку голем број на часови УИМЛА не инсистира, ние го направивме поголем од неколку причини. Прво, за да се држиме до повисоко ниво на квалитет, знаејќи ги генералните стандарди во образованието во земјава и општествените прилики во кои што функционираме, и затоа рековме дека нашите водичи мора да имаат една бафер зона, една резерва од барем 30% повеќе и знаење, и труд, и капацитет, за да може да се справат со се она што може да ги очекува на планина. Бидејќи ние не сме Швајцарија, ако се случи несреќа да повикаме хеликоптер за 5 минути да дојде да го реши случајот, туку треба сами да го решиме сето тоа. Тоа е само една од причините. Велат безбедни сме, имаме многу планини, меѓутоа имаме многу инциденти кои што се случиле, дали медиумите во последно време повеќе соопштуваат или имаш еден таков концепт дека не се така планините безбедни како што луѓето мислат дека се, меѓутоа факт е дека сака професионално водење и сака не толку храброст кај луѓето кои што сметаат дека планинарењето е така некоја безбедна зона во која што тие можат онака чисто фино да се прошетаат и да се вратат од таму од каде што тргнале. Каква е состојбата во Македонија? Тука би го цитирал прво светски познатиот алпинист Рајнолд Мезнер, кој вели дека планините не се опасни. Тие сами по себе воопшто не се опасни, тие си имаат одредена природна феноменологија и се што се случува таму е дел од природата. Опасни се за човекот тогаш кога човекот е на планина. Ако се случи лавина, кога човекот
е таму на тоа место, тогаш е опасно. Иначе ако сте вие долу во Битола, а се случи на Пелистер лавина, нема никакви импликации врз вас. Значи планините може да бидат многу опасни за човекот и токму затоа на секој што се движи на планина треба пред се добро да ги познава. Откако ќе ги запознае, треба да ги почитува. Или можеби прво да ги почитува, па да реши темелно да ги запознае и тука некаде да ја познава својата граница, до каде треба да се оди, за сето тоа да биде безбедно. Бидејќи најважен дел од секој искуство на планина е да се вратиме таму од каде што сме почнале и да го пренесеме тоа искуство на луѓето што ги сакаме, цениме и што сакаме да ги мотивираме за активноста. Доколку ја промашиме таа поента, тогаш се занимаваме со нешто што е многу повеќе илузија од што реална активност и не ја постигнуваме вистинската поента на престојот во природа или на планина. Кои се вашите клиенти? Тоа се луѓе кои што ја сакаат планината, меѓутоа сакаат да бидат во сигурни раце, или се луѓе кои што прв пат доаѓаат и сакаат сепак да бидат повторно во сигурни раце? Знаете, клиенти се сите оние што се клиенти во светските туристички текови, движења. Имаме од една страна клиенти, ние ги нарекуваме Facebook или Instagram клиенти, на кои што им е многу важно да прикажат фотографија или снимка од одредено место или од комбинација на место со некое доживување локално, до клиенти кои имаат суштински, здрав, длабок интерес за имерзија во локалната култура. Тука ја сметам и природата како, бидејќи неминовно таа влијаела и врз нашата култура и ние со нашата култура врз природното опкружување, кои покажуваат максимален интерес за секоја секунда од времето што го поминуваат тука и за секој милиметар од просторот низ кој што се движат. Секако овие вторите клиенти ги посакуваме многу повеќе. Тие се и одлични амбасадори на дестинацијата што ќе ја посетат, се разбира доколку бидат третирани на вистински начин. Меѓутоа работиме и со овие првите затоа што се интересен предизвик да се трансформираат, да сватат дека бројот на калории или километри што ќе им го даде GPS уредот на нивниот часовник ги оддалечува од вистинската поента на престојот овдека. Јас често пати на некои тури ги замолувам на почетокот да ги исклучат уредите и навигациите и апликациите. Тие прашуваат зошто, затоа што велам ќе гледате во уредот, нема да гледате планината. Вие сте поминали илјадници километри пат, сте одвоиле 10 дена од вашиот драгоцен одмор да дојдете овдека за да гледате во вашиот часовник или во мобилен. Тоа можете и во фитнес сала да го правите дома. Исклучете ги, гледајте ја планината, не ги броите километрите, броите ги доживувањата, птиците, глетките, не мора да фотографирате, нека ви остане тоа во вашата меморија. Најчесто и не ги гледаме фотографиите што ги правиме, така да многу е поважно да и се препуштиме едноставно природата да не води таа, не води на безгрешен начин. Дали постои нација која што сметате дека природно припаѓа на планината не како посетител, туку како луѓе кои што имаат целосен однос кон неа? Ја споменавте Швајцарија, па не знам дали... Не, апсолутно. Нација која што целосно припаѓа на планината, која што ја познава планината, тоа е македонската нација. Значи, ние сме, дали сакате во генезата на зборот Македон, луѓе од високите планини, низ антиката, па до пред 100 години, ние сме луѓе кои живееме на планина. Македонија е пета од прилика земја во светот по процентуалната застапеност на планините во вкупната површина на земјата. Кај нас во минатото никогаш не се случило населението да уништи нешто од планината. Ниту да опожари, ниту да има преголема сеча. Тоа се правило кога имало различни административни управувачи заради одредени причини. Меѓутоа, локалното население ја почитало многу планината. Таа испеана во песни, тоа секогаш со многу голем респект, ниту како страшна, туку напротив како еден вид учител
со кого што треба да се живее, да се гради еден соживот. Па и денеска ако отидете на традиционално сточарските места или во семејствата каде што со генерации се сточари, јас стално кажувам една анегдота со еден сточар од Шарпланина. Го прашавме како оди работата, добро е. Дали имате проблеми со волци, со мечки? А не, рече, никакви. А викам, загуби со јагниња? А па еве, пред неколку дена мечката изеде една овца, волкот јагниња. А викам, како претходно те прашавме дали имаш проблеми, ти велеш немаш проблеми. Немам проблеми. Тоа е нивни дел, вели. Ако вие не сметате дека одреден дел од тоа им припаѓа нив, а ние сме на нивната територија, тогаш лош ви е сапот. Така да сметам дека Македонија е една од нациите која што барем во минатото, до пред 70 години, имала фантастичен однос кон планината и сметам дека доколку се враќаме полека кон тој однос, ќе направиме многу. И да си се демантирам исто како нација, дека последниве години нешто слабо сме покажани. Можеби не по уништување, меѓутоа по однос етички, еколошки, кон тоа како луѓето се однесуваат кон планината. Сигурно се сеќавате на наездата на нашите луѓе на планините за време на ковидот и што се остават и тие немаја однос кон планината како што имаа планинарите. Има и планинари кои што немаат однос кон планината. А се сметаат себе си за влюбеници во планината. Па јас мислам дека е тоа резултат на еден поширок контекст. Сега ако ги погледнеме градовите, јас секогаш кога зборуваме околу делот на заштитата на природната средина, на луѓето им вадам неколку фотографии од центарот на Скопје покрај Кеот, позади спортско-рекреативниот центар Кале. Тоа е една огромна, една од најголемите депонии. Значи, тоа не е само однос кон природата, туку тоа е односот кон одреден систем на вредности, кој за жал во последниве 3-40 години заради општите збиднувања е целосно нарушен. На некој начин луѓето се дезориентирани и во таа дезориентација прават работи што ниту мислат дека воопшто не сакаат да ги направат и не се ни свесни за штетата што се прави. Јас повторно велам, доколку преку едукација се обидеме да го вратиме сенсот кај тие луѓе, така како што постоел кај претходните генерации, ќе постигнеме многу и наместо фокусирање на одредени обуки кои на крај ќе завршат со сертификации, не знам, на Green Pledge или ги има безброј, не сакам никого да навредам, меѓутоа мислам дека секоја сертификација која сама по себе заради сертификација дека е тотално бескорисна, бидејќи ние во колективното знаење имаме толку многу мудрост, толку многу акумулирано знаење за грижа кон природата, само треба да го разбудиме тоа и да ги вратиме луѓето кон корените. Тогаш и градовите ќе не бидат чисти, а планините секако уште почисти. Сега сме на Пелистер. Има поделени мислења околу тоа како да се развива планината од аспект на планинарски туризам. Имаме групи кои што доаѓаат организирано, најчесто се многу бројни, има помали групи, има користење на моторни возила за пристигнување до одредена дестинација и инстантно уживање во природата, колку што викаме ние да се чекираме дека сме тука и да си заминеме. Како гледате на Пелистер како национален парк по тоа прашање и воопшто што Македонија може да направи да го промени тој, би рекла, таа инстант култура во уживањето на природата и на планината? Па првиот дел од прашањето, националниот парк Пелистер, јас лично го доживувам, не можам да кажам, ниту пак сум сигурен дека тоа е најобјективната констатација. Меѓутоа мислам дека е најдобар одраз на една симбиоза помеѓу здравото градско размислување, интелектуално размислување и грижата за планината. Повторно не можеме да забораваме дека во изминативе децении живееме во времиња, можеби не времиња, каде што доајде до целосна ерозија на системот на вредности, можеби тоа си има своја рефлексија и во
односот на луѓето кон Националниот парк Пелистер, меѓутоа генерално мислам дека еден од парковите каде што луѓето покажуваат или покажувале во минатото голема грижа. И ден денес, барем кога ќе зборуваме со планинарите или водичите од Пелистер, тие се многу горди на својот Пелистер. И кога би можеле тоа да го рефлектираме на останатите национални паркови во многу поголема мерка, тогаш тоа е едниот од моделите кој што треба да не води. Од друга страна, околу употребата на моторни возила, особено одредена категорија на возила, нели, дали станува збор за крос мотори, квадови, било какви, сепак во светот има искуства и критериуми кои што треба да се користат како нешто што може да се примени и кај нас. Така да тие стандарди, тие размислувања или одредени регулативи кои се веќе во функција во развиените туристички дестинации, планински дестинации, треба да се имплементираат нормално паметно, да се види што од тоа може кај нас да се примени и да функционира, бидејќи спецификите на Британска Колумбија или на Алберта се сепак поразлични од тоа што се спецификите на Македонија, како во поглед на биодиверзитетот, природните особености, така и во поглед на менталниот склоп на населението. Затоа мислам дека треба многу да се учи од светот, да се биде отворен кон светот, меѓутоа треба да се учи од сопственото акумулирано знаење и врз основа на тие две работи да се користи здравиот разум и да се носат логички решенија. Дали можеме да се сетиме низ вашата кариера, вака наназад, на една од турите која што била најочекувано или неочекувано најтешка? Знаете, туризмот е процес. И водењето на планина е исто така процес и во него се одвиваат секогаш паралелно два под процеса. Едниот е тој што е на површина и другиот е тој што е внатре во самиот водач. Комплексноста и тежината на работата на водачот не е ретко кога е условена од тежината на турата и од временските прилики, туку од збирот на сите околности. Да бидам искрен, најтешката тура, која што за мене била најтешка, е токму на ова патека овдека, значи историска, која што е веројатно најлесна, една од најлесните и најубавите и најбезбедните патеки, со клиенти кои за жал беа повеќе мотивирани од тоа да се фотографираат одошто да поминат. Има букирано една тура 7 врва највисоки во Македонија за 7 дена, полека успеавме да ја трансформираме, но физичкото ниво им беше многу ниско и минувајќи оваа патека од горе надолу, значи не од доле нагоре, еден од клиентите, брачен пар, беше толку истоштен што на крај едва и одеше и беше вистински предизвик да се не е проблем, нели, тоа е кратко растојание, имаме колеги, ќе викнеме помош, меѓутоа сега во прашање и вкупното доживување. Од една страна тој треба да биде задоволен со тоа што го направил, од друга страна треба да направиме ние некаква промена кај него. И таа категорија на клиенти мислам дека се многу тешка задача за секој водич. Обично постои мислење дека ако е многу тешка турата, ако се лоши временските прилики, што секако е многу сериозен момент при водењето на една тура, меѓутоа на тој момент на меки вештини што некогаш се неопходни или големиот дисбаланс помеѓу очекувањата, желбите и можностите кај клиентите создаваат еден јаз што водичот мора да го премости. Така да многу повеќе како тешки ги памтам таквите тури. Дали може да се сетите на миг во кој што вашите гости, вашите клиенти го доживеале моментот на големо очекување на некоја лична победа со искачување конкретно на одреден врв и момент кој што вие сакате онака да ви остане во сеќавање како драг во кариерата, како некоја убава награда, еве да кажем, во професијата? Па тука две работи би кажал, би го поделил тоа. Првото како достигнување од веќе пред 20 години имавме една група од Франција
Жената беше на 84 години возраст и боледуваше од една болест морбус рено, тоа е многу сериозна болест. Се качувавме на кораб и се качи меѓу првите во групата. За мене беше еден импресивен пример на тоа, апсолутно знаеше се за својата болест и перфектно знаеше да ја менаџира. Со таква болест вообичаено луѓето се плашат да отидат и до продавница. И не знам кој беше посреќен од достигнувањето, дали јас или на крајот, посебно на крајот, и кога се качивме и велам секогаш крајот на турата е кога ќе се вратиме таму каде што не чека превозот или каде што сме почнале. А од друга страна, нешто што ми оставило впечаток и ме поместило или охрабрило во работата е со една група израелски клиенти кои беа многу искусни бизнисмени на страна од високиот финансиски и економски статус, меѓутоа од начинот на кој што работиме и третманот што го добија ни укажаа дека тоа што го правиме на одличен, на врвен начин и баш сеќам 2018 година преку некои нивни анкети бевме како најдобра агенција рангирани што сервисирала израелски клиенти надвор од Израел во аудор активностите. И од нив научивме многу работи и во делот на самодовербата, и во делот на пристапот кон вредностите и себе перцепцијата, не само себе кон себе, јас, туку кон земјава која ја имаме. Се сеќавам на еден диалог кога ме праша, се чудиме како на волку богатства сте сиромашна земја. Моето прашање беше па од каде богати, немаме ни нафта, немаме ни руда, немаме ништо, тие мавнаа со рака и почнаа да се смеат. Вика, бе, за сето има алтернатива, вика, тоа се енергенси и за се има алтернатива, ама вика, овие планини што ги имате, со кои пари може да се изградат, вика, овој воздух што го имате, со кои пари се купува, вика. Ова сонце, ова почва, вика, они кај одат по некој експерт, одма ја гледаат почвата, вика, оваа почва со кои пари може да се купи. Вие очигледно, вика, имате извртена перцепција кон тоа што е богатство, а што не е богатство. Интересна забелешка и многу реални вистините, ама многу малку свесност има кај нас за богатството кое што на вистина го поседуваме, а особено јас умеам често да кажам дека Пелистер е дворот на Битола и во дворот имаме една фантастична планина, национален парк и мислам дека и малкумина луѓето сметат дека као тоа е нормална работа, не, има луѓе врват илјадници милји за да стигнат до одредена планина, зашто живеат во равни предели, а планината ги знаеме предностите кои што ги има. Многу ми се допаѓа вашиот однос кон природата, почита која што ја имате кон природата, меѓутоа и филозофијата како начин на живот кон планината. Што е она што ве води? Која е вашата мантра тука? Па мислам дека многу е тешко за еден професионалец да каже точно што е тоа што го води. Најверојатно е нешто и на несвесно ниво, за кое што не сме ни свесни и можеби на целото ова патување, занимавајќи се со планина, е на некој начин потрага по одговорот зошто да биде така. Не знам, почнува за мене секој ден со планина, завршува со планина. Никогаш не е доста, секогаш ми било убаво и секогаш сум имал потреба малку повеќе од планина. Јас сеќавам и вториот дел од војниот рок го слушав тука во Битола, првиот дел во школа за резервни офицери, па потоа како старешина во Битола и стално излегував малце, го правев прекршок, имав 50-на луѓе под мене војници, ќе направевме тура до Лавци или до некаде, што и не беше баш дозволено, ама имав потреба малку да излеземе. Мислам дека тешко се објаснува да се каже, а не би сакал да користам се од оние патетични приказки дека има некаква метафизика, веројатно има,
ама најчесто е тоа некаде внатре и јас лично барем не можам да го дефинирам. Не знам каде, ама внатре е во мене, како кога сте гладни, жедни и тоа е тоа. Можеме ли да кажеме дека Пелистер има не толку познати, спектакуларни места кои што секој човек кој што сака планината треба да ги доживее? А тоа да не се езерата, на пример, да кажеме, како општо познати. Пелистер е целиот спектакуларен. Пелистер е, за мене барем, фантастично спектакуларен и кажав и сега веќе по трет, четврт пат во овој интервју ќе се повторам, најимпресивно за мене е на тоа препознавање кое што постоело многу одамна од првата аристократија која се формирала на времето кон вредностите. А има еден дел, се тоа е за мене многу магичен, многу волшебен на потегот меѓу селото Маловишта и од другата страна на, значи, према Преспенскиот крај. Значи, тој ми е така како загадочен дел, а претпоставувам и не е многу посетуван. Да. Ние своевремено во рамки на еден проект Balkan Hiking Adventure поставивме една патека од Маловиште Света Ана во тој дел, меѓутоа покрај се ова што е фантастично, тој ми е многу загадочен и мистичен и постојано кога ќе поминувам, така ме побудува дека чувствувам дека има нешто посебно таму. Го разбирате туризмот од секој аспект и планинарењето станува туристичка една дестинација. Што ако стане броен? Како да се заштити еден национален парк? Па, во развиените дестинации во светот поминале низ тие фази. Во некои дестинации најдени се решенија добри како да се менаџира бројот на посетители и да не го надмине капацитетот на заштитеното подрачје, да биде секогаш во рамнотежа со фрагилноста која што постои во подрачјето. Мислам дека тие искуства треба да се земат во предвид и да се следат. Од друга страна, факт е дека туризмот е бизнис и дека ние што го работиме или како деловна дејност, не можеме да избегаме од општите принципи на бизнисот, дека го работиме заради одреден профит. Меѓутоа мора да бидеме свесни дека оној момент дека во туризмот постои еден феномен животен циклус на туристичкиот производ. Кога станува збор за оваа категорија на производи, ние велиме атрактивно мотивацијски фактори кои ги мотивираат луѓето да патуваат некаде. И сега ако кај нас кои ќе дојдат во оваа фаза сега туристите кои на крајот имаме еден анкетен лист кој е многу едноставен за нив, да не им одземаме време, што е тоа што прво ги прашуваме што е тоа што е лошо, зашто мора да ни кажат што е лошо за да бидеме подобри, а потоа и тоа што им се допаднало. Сите се воодушевени од тоа што нема премногу луѓе на планината и велат се чувствувам како крал, кралица на планината. Значи планинава е само за мене. Сега сигурно дека кои би развивале туризам тоа не може вечно да биде така, но со еден избалансиран однос. Затоа и кога развиваме нови производи, никогаш не одиме да ставиме во функција само една патека. Велиме систем на мрежно поврзани патеки. Па заедно со овој електронски систем на наплата, ние можеме да следиме каде имаме во кој ден повеќе туристи, па да ги пренасочиме во некој друг дел. Бара малце повеќе координација помеѓу туристичките работници и управите на заштитеното подрачје, меѓутоа доколку се постигне тој синергизам, што не е тешко да се постигне, апсолутно може да се постигне бидејќи еден туристички работник кој е свесен дека живее од природата, се грижи за природата. Не може никој да се грижи повеќе за него затоа што кој ќе престане да постои природата во таа форма така како што ја продаваме и презентираме, ние веќе нема да има што да продаваме. Се грижиме,
но треба да се координираме, да се развие свеста, сега некој тоа го разбира повеќе, некој помалку, некој го гледа со децении напред, некој го гледа од денес за утре, но доколку се постават одредени стандарди, се работи на едукација и тука централна улога имаат управувачките тела на заштитените подрачја, сметам дека можеме да имаме вистински одржлив туризам. Кој ви е омилениот оброк на планина? Па на планина најчесто ги јадеме оброците што ги подготвува мојата сопруга. Ние порано имавме 15 години производство за макробиотичка храна, она е специјалист за покрај својата професија како психолог и исто професионален водич уимла во планина и менаџер на туристичка агенција. Меѓутоа го има таа страст кон приготвување макробиотички производи и секогаш кога сме на планина, па дури и сега во моментов они се на Копанки горе, ги користат тие производи, имаме најразлични протеин барови за еден аспект, друг тип на тура и на планина најчесто го конзумираме тоа. Каде можат да ве најдат? Која е веб страницата, агенцијата која што ја работите за туристи кои што сакаат да ја посетат планината со професионален водич? Нашата агенција се вика Mountain Experience и тоа сметаме дека и во самото име, како што велат римјаните nomen est omen, и во името се содржи тоа што го правиме. Кратенката на веб страната е guides.mk. Така израснавме, така почнавме како водичи, дури потоа се јави туристичката агенција. И ден денеска ние сме туристичка агенција со лиценца А, имаме нели во тимот и наши колеги што се надвор од сопственоста или менеджментот на агенцијата, но јас никогаш не се гледам себе си како управител на туристичка агенција или сопственик, туку се гледам пред се како водич. Така почнав и би сакал до крајот на работниот век да се чувствувам така. Мислам дека е суштината на тоа со кое што се занимавам. За крај, ако имаме некаква моги да погледнеме во иднината визионерски, како сакате да го гледате планинарството, како сакате да гледате на оваа ваша професија и што би сакале да доживеете во она што го работите во времето што доаѓа? Па, планинарството, ние како професионални водичи немаме големо влијание врз планинарството, бидејќи за тоа си постои организација, Планинарска федерација. Речи сите водичи професионални се членови на некој клуб, меѓутоа немаме големо влијание таму, но би сакал да имаме планинарство кое што ќе почива на здрава едукација. Едукацијата да биде здрава, вистинска, проверена, да не биде форма заради форма и од тука ќе произлезат многу работи кои се однесуваат и на безбедноста, и на заштитата на природната средина, и на правилната промоција на дестинацијскиот простор во кој живееме на Македонија како планинска туристичка дестинација. Како би сакал да ја гледам? Би сакал населението во Македонија во наредниот период да се врати барем на освој оној 30% од менталниот простор што сме го имале порано во колективниот начин на размислување кон природата, кон планината. Македонецот живеел на планина, живеел во природа, не се плашел да преноки без ништо било каде. Ние денеска живееме во градовите, сонуваме да отидеме на планина, но како што велат, ни смета премногу сонце, па ни смета премногу ветер, па ни смета премногу дожд. Во минатото не сме го имале тој проблем. Се надевам дека со едукацијата, со постепено разбудување на тој колективен ментален склоп, традиционален македонски начин на размислување, полека ќе се враќаме кон планината и кон природата воопшто. Тоа е она во нашиот македонски код што го имаме. Ви благодарам за тоа што одвоивте време да бидете со нас денес, да патувате до Пелистер специјално да го снимиме овој подкаст и
Ви посакувам се најдобро и чувајте таа убава филозофија која што имате за планините. Уствари ширете ја, така е можда подобро. И благодарам и вам што ми овозможивте повторно да дојдам на Пелистер, повторно да уживам на едно место на кое што се чувствувам прекрасно и додека дава Господ сила, здравје и памет, ќе продолжам да го правам тоа што го правам. Ви благодарам. Како што ја завршуваме денешната епизода од Дали сте подготвени за Пелистер, сакам да му се заблагодарам од срце на Константин Цирвири, што ги сподели неговите длабоки сознанија и страст за планините. Неговата посветеност на професионалното планинарење и зачувување на природната убавина е навистина инспиративно. Запомнете, зачувувањето на нашите национални паркови не е само должност, туку подарок што го даваме на идните генерации. Затоа, следниот пат, продолжете да ја истражувате природата и да ја цените убавината што таа ја нуди.